Почитувани граѓани, со внимание го следиме последниот извештај на Стејт Департментот на Соединетите Американски држави за заштита на човековите права во Македонија. Овој извештај е најкритичниот извештај во последните години во врска со гарантирањето на човековите права од страна на владата и генерално властите. Јасно е дека владата е најкорумпираниот елемент на државата. Иако ги анализираме и предходните извештаи, јасно е дека ставот на Стејт Департментот од опоменувачки во последните 3 години стана осудувачки за работата на оваа влада. И од умерена и внимателна критика прерасна во директна осуда на она што владата го прави. Корупцијата стана неизлечива болест за оваа влада. Извештајот наоѓа, и тука цитирам, сериозна владина корупција, значителна судска корупција, неефикасни судови, ендемична корупција помеѓу затворскиот персонал и одложена правда. На 47 страници, 22 пати извештајот зборува за висока корупција во сите ешалони на власта. Иако во 2020 или 2021 година државни службеници биле сметани за корумпирани, сега корумпирани се цели слоеви на владеачката елита. Во судството, од одредени примери на погрешно судиско однесување, сега неправдата и корупцијата прерасна во проблем број 1 и на граѓаните и на меѓународните партнери. Одсуството на судска независност и драстично намалената доверба, најниско измерено ниво на доверба во правосудниот систем од независноста на земјата, односно само 4%, само ги покажува вистините кои сите ние ги живееме секој ден. Извештајот ја лоцира и одговорноста. Екстремно ниската доверба на јавноста во судството се должи на значителна судска корупција, затоа што судиите намерно ги одложуваат судењата или апелационото разгледување за да овозможат стапување на сила на институтот за стареност. И за ова не е виновно само правосудството, јасно е дека е виновна владата. Извештајот вели, цитирам повторно: владата не секогаш ја почитувала судската независност и непристрасност. Владата не ја почитувала. Случаите на несоодветно однесување на судството, несоодветниот политички деловен притисок на судиите се дел од причините за мизерната состојба во судството. Затоа Ковачевски, ако почнува ветинг, тој треба да почне од себе. Да се прочисти себе од владата, затоа што тој е оној кој владее со непотизам, купување услуги, лична корист и судир на интереси. Почитувани, извештајот алармира и за директни злоупотреби од страна на припадниците на безбедносните сили. Извештај дека полицијата злоупотребувала притвореници и затвореници и употребувала прекумерна сила. Полициски распити на новинари за така наречени информативни интервјуа. Извештајот забележува и нечовечко и понижувачко постапување и тешка пренатрупаност во одредени затворски оделенија. На крајот, новинарските слободи се сериозно засегнати од овој извештај. Ако некогаш се зборуваше за слаба независност на новинарството, состојбата прерасна во отворени закани кон новинарите и лоши медиумски слободи. Повторно цитирам, власта не презела конкретни мерки за санкционирање на кршењата на правата на новинарите и заштитата на нивната безбедност. Јасно е, почитувани, дека сите гледаат дека корупцијата ја јаде владата на ДУИ и СДСМ. Во исто време таа го јади и секое здраво ткиво во општеството. Тоа го забележуваат меѓународните партнери, но тоа најмногу го гледаат граѓаните. Човековите права на граѓаните се во ризик, а повредите се секојдневие. Затоа веднаш се потребни промени. ВМРО ДПМН уште во својата предизборна програма ќе предвиди јасен акционен план за борба против корупцијата и тргувањето со влијание на сите нива, од судско обвинителско ниво па се до извршна власт. Со законски измени ќе предвидиме анализа на потеклото на имот на сите носители на јавни функции. Еднаш за секогаш ќе го затвориме прашањето на корупција во политиката, во судството, во безбедносниот сектор. Нема да дозволиме повеќе да се уништува Македонија и корупцијата на ДУИ и СДСМ да ни ја краде иднината на државата. Ви благодарам.